Добро дојдовте во Зебра. Пред 23 години хомосексуалноста беше извадена од Меѓународниот регистар на болести на Светската здравствена организација. Од тогаш секој 17 мај е означен и се прославува како ден против хомофобијата, бифобијата, трансфобијата. Во многу земји од Западна Европа, но и делови од Соединетите Американски држави, однеодамна е дозволено исклучувањето на истополови бракови. Во голем дел од други држави и натаму останува вербалните и насилните протести против ЛГБТ заедницата. Токму затоа оваа недела ја отвораме темата. Дали представниците на ЛГБТ заедницата во Македонија ги уживаат и може да ги остварат истите права како и секој друг граѓанин на нашата држава? Како и секогаш, во дебатата можете и ве охрабруваме и вие самите да се вклучите преку социјалните мрежи, преку Твитер користејќи го хаштагот #ZebraMK и на нашиот Facebook профил Зебра дебата. Денешни гости се Владко Поповски Владек, автор на книгата Емоционално секојдневие, и Кочо Андоновски, програмски директор на LGBTI Центарот за поддршка од Македонија. Владко, со тебе да почнеме. Во една ваша колумна велите дека хомосексуалците во Македонија од секогаш ги биле целосно прифатени и интегрирани во општеството. Како гледате на барањата и дискусите за можност или неможност за тие да си ги остварат и фактички своите права во Македонија? Па не знам за какви права говорат. Еве да речеме право за вработување. Сите знаеме кои се условите за вработување. Никогаш определеноста сексуална не влијала дали некој ќе се вработи или не. Значи сметате дека тие тврдења се неосновани? По овој основ за вработување тоа не држи. Кочо, како гледате вие на тоа? Апсолутно не се слагам со таквите тези. Најнапред со тезата дека од секогаш биле прифатени хомосексуалците или лесбејките и трансродните личности, ако имаме предвид дека до 96-та тоа беше кривично дело во Република Македонија. Во 96-та преку ноќ е декриминализирано заради потребата да станеме членка на Советот на Европа. Значи, никој од тогаш не излезе да каже зошто тоа нешто што е кривично дело е зло во едно општество. Никој не излезе да каже зошто тоа било зло до тогаш и како наеднаш престана да биде зло. Никој не излезе да се извини на сите оние кои трпеле заради таквото кривично гонење. И од тогаш ниту една власт, можеме да кажеме, во Република Македонија досега не презела никакви промотивни мерки за да ги интегрира ЛГБТ и луѓето во општеството. Што се однесува до правата, ние немаме, значи, ние тука зборуваме од правото на живот, на безбедност и ослободување од насилство. Воопшто во кривичниот законник сексуалната ориентација и родовиот идентитет не постојат. Значи постои злосторство од омраза врз основ на национална, религиска и расна основа, меѓутоа не има заштита врз основ на сексуална ориентација доколку се случи злосторство од омраза врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет. Исто така, ниту една од law enforcement, што се викаат институциите во државата, значи ниту полицијата, ниту судството нема добиено тренинг како да препознаат ваков вид на злосторства и како после тоа да се справат со тоа. Што апсолутно, значи, ги отврла ваквите оттаму ние немаме никакви податоци. Дали има ваков вид на злосторство од омраза или нема. И не можеме да имаме заради тоа што никој не знае ни како да ги собере тие податоци или да ги подведе. Значи, зборуваме за основно право на живот, право на безбедност и право за ослободеност од насилство. Кога зборуваме тука ние исто така морам да спомнам дека имаме крајно радикална хомофобична кампања која се случува во последните години и која очигледно има последици. Ние претходно никогаш не сме имале хомофобија која била со физичко насилство проследена. Сме било високо хомофобична држава, меѓутоа сме немале физичко насилство како што последнава година ние имаме. Ние имаме напади врз активисти, ЛГБТ центарот уште на отварањето истата ноќ беше искршен, после тоа уште еднаш беше искршен. Ние имаме сега последно со билбордите и постерите кои коалицијата и LGBT United ги поставува, се исто така искинати со застрашувачки говор на омраза, така да јас не можам да видам од каде заклучокот
дека ЛГБТ луѓето или специфично ако сакате хомосексуалците биле интегрирани во ова општество и дека уживаат некакви права. Латко, дали ќе може да кажете дека Македонија е хомофобично општество? Не, никако. Никако. Сите овие факти што Кочо пред малку ги Што им се случува на нив, тоа му се случува на секој граѓанин во Република. Секој може да биде нападнат и на секој може да му се удари етикета поради која причина е нападнат, најчесто у самоодбрана се го нападнав и било што. Дали кога се разговара за хетеросексуалните врски на насловна страна на дневни вестници се објавуваат фотографии од порно филмови хетеросексуални? Мисле да на вест што беше објавено. На вечер. На вечер ова. Мислам многу често Како се го зборува... дефинирате тоа? Како да? Некој сака да продае поголем тираж и си прави реклама на вестникот. Како да го? И објавува фотографија од геј породич зборувајќи за хомосексуалните врски. Само за да го продаде тиражот поише, ништо друго не го интересира. Вие гледате на врска помеѓу две личности само како на физичка врска кои само имаат сексуален однос? Не зборувавме за објавување во вестникот. Вестникот си огледа тиражот. Кога вие а зошто за хетеросексуалците не објавува кога зборува има фотографија? Има илјадници вестници со порно хетеросексуален. Илјадници порно медиуми има за хетеросексуални. Значи зборуваме за дневен вестник кој се допира до рацете на деца, се продава во трафики. Се продава од колпортери на раскрсници низ градот. Ние зборуваме за дневен вестник, не зборуваме за порно сајт. Добро, еден вестник можеби не извини се, да не отсликува целата медиумска сцена, но сметате ли дека можеби погрешните информации за тоа како изгледа една хомосексуална врска или во споредба со една хетеросексуална врска води кон еве да кажем на задување на сваќањето на луѓето за правата кои што и ЛГБТ заедницата ги има во Македонија, во смисла ако порано немало физичко насилство врз нив, сега веќе тоа го има. Значи можеби се извитоперува една вистина дека ете геј заедницата бара истополови бракови во Македонија, па ќе посвојуваат деца и дека тоа е на еден вид на извртување на вистината, можеби на спинување на она што вистина го бараат. А може ли сценарио токму таа фотографија во вечер да е нарачана од ЛГБТ заедницата? Можно ли е тоа сценарио? Можно ли е, Кочо, да нарачате фотографија за насловна страна во вечер? Па сега еве, не знам, еве вас ќе ве прашам како хетеросексуалци, дали вие би нарачале во дневен вестник кога ќе се зборува за вашите односи со партнери и сето тоа, да бидете представени преку фотографија од хетеропорнич. Кој би го направил тоа, еве, со која умисла? И што би значало? Па еве, Хитлер нели го имаше запалено Рајстагот, да ги обвини комунистите, да им го прави тоа што им го правеше после тоа. Така и вие сега, може би сте нарачале некоја снимка некој да објави, да кажете дека сте загрозени, за да може нешто друго да некако друг ефект да допринесете на некој друго место. Во ред, јас ја разбирам теза дека вие повторно сакате нас да не опишете како некои непријатели. Ние не сме непријатели, ние сме граѓани на оваа држава и ние сакаме да ги уживаме истите права и да имаме истата заштита како и вие. Мислам, значи, не сериозно сега дека ние сме нарачале да објавуваат од геј сајтови, од порничи фотографија, крајно несериозно, не е дебата. Од секоја заштита. Без разлика на припадност. А како тогаш го толкувате тоа што не државните институции не го осудија насилството? Например, јас лично бев нападнат на маршот на толеранција. Како го објаснувате тоа? Кочо, некој ако сакал да те нападне, ќе те нападнал на друго место, а не на маршот. Меѓутоа, државните институции се тие кои треба да се борат против тоа насилство и први треба да го осудат насилството. Не може да се ослободам од чувството дека и тоа ви е монтирано, дека Боже некој ве напаѓа. Се само нападнав. Организирано да покажете колку сте загрозени. Мислам дека сте крајно несериозен во оваа дебата. До сега немам слушнато бар во нашата држава дека некој затоа што е хомосексуалец е бил дискриминиран на работното место. Посебно сега во пазарно стопанство, не верувам дека има и газди, колку и да се конзервативни, дека ако некој работник му работи добро, вредно, ги исполнува сите барања што се побарани од него, дека газдата би го избркал него. Тоа мислам дека е апсолутен нонсенс, без разлика дали си хомосексуалец, дали си припадник на некоја друга вера, раса,
или не знам што. Мислам дека кај нас е бар за таа работа доста либерално. Дел од ЛГБТ имаат проблем надвор, имаат проблем некој од нив, повеќето од нив дома. Значи тие треба да се соочат со да речеме, не знам, патриархален начин на воспитување. Треба да се соочат со доколку сакаат да се отворат, да излезат и да кажат кои се пред се со нивните дома, кои што можеби и не се толку либерални, најчесто не се. Значи, гостинот што беше во минатата емисија рече дека хомосексуалноста била како беше несвесно воспитание. Не, туку хомофобијата е резултат на несвесно воспитание. Значи, сите оние кои што имаат дискриминаторски став кон одредени групи, без разлика дали е, не знам, национална, верска, ЛГБТ, кои што имаат и да се вратиме на една тема од претходните емисии кон жената дискриминаторски став, уствари е резултат на погрешно воспитание. Па минатата емисија го слушнав Кочо и беше малку контрадикторен. Рече дека не сакаат да имаат, не бараат истополови бракови, но сакаат да ги добиваат правата кои следуваат со бракот. Тоа не ми беше јасно како го поврза. Сака да добива права од брак, а не бара брак. Како партнерски однос. Многу геи бракови, каде што, добро, доколку се двајца мажи, обично посвојуваат дете, но меѓутоа не е ни исклучено дека некој од нив може да оствари биолошко потомство. Кај жените е уште полесно, значи тие можат и многу често се случува да исто така остварат, значи да родат дете без разлика на кој начин на тоа дете продуцирано. Значи некогаш е резултат на Добро, а што правиме? да. Во случај сега тоа дете се запишува во школа, или знаеме дека децата прво што ќе им падне на памет, го кажуваат, немаат влакна на јазик, посебно во оној период од прво до четврто, пето деление, и кога ќе дојдат на родителска двајца татковци. Како тоа дете ќе се чувствува во неговото окружување, кога еве го овој со двајцата татковци. Дел од луѓето кои што ги поддржуваат правата на ЛГБТ заедницата и се борат за истите велат дека хомофобијата која ја детектираат дека постои е причина за физичко насилство врз оваа заедница. Сметаш ли дека има корелација меѓу хомофобија и физичко насилство? Па мислам дека не, бар во нашата земја не. Може некој изолиран инцидент кој можеби не е поврзан со неразбирањето и плашењето или со хомофобијата конкретно за физичкото насилство, но физичко насилство буквално секој индивидуа во нашата земја е изложена, може дури за паркинг место да те истепаат, така да не мислам дека конкретно хомофобијата била причина за некој голем инцидент или повреди на некој од ЛГБТ заедницата. Надвор не само невладините организации, не само јавните личности, значи зборуваме за многу селебритис, ако така можеме да ги крстиме, кои што се отвориле, кои што излегле на сосема е друго некаде каде што е голема држава, каде што има многу познати личности кои што можат тоа да го направат. Кај нас е тоа малку потешко. Меѓутоа треба да се почне да се работи. Политичари, новинари, глумци, актери, музичари, полицајци, спортисти, има хомосексуалци. Кои што не се јавно декларирани, кога би биле јавно декларирани, А има уште повеќе кои не се јавно декларирани дека се хетеросексуалци. Колкава е ЛГБТ заедницата во Македонија? Имате ли вие податоци за тоа да не се базира на, не знам, сега работи што сме ги слушале, знаете секој 10-ти човек е геј или не знам. Значи дали имате вие број на можеби само декларирани припадници? Не може тоа и никој не може да го знае тој број заради тоа што Од страв? заради целата атмосфера ЛГБТ заедницата е скриена. Голем дел од неа е скриена. Особено ако зборуваме за бисексуалците, например, се многу скриени, така да тоа никој. Меѓутоа, одреден процент на секаде во светот се раѓа како хомосексуалци. Значи, не се станува, не се... Одреден процент се раѓал и од секогаш и за секогаш ќе се раѓа како со поинаква сексуална ориентација или друг родов идентитет.
Зошто? Затоа што според мене, јас го имам објавено во книгата, хомосексуалноста е резултат само на воспитниот процес, да појаснам, длабоко несвесен воспитен процес што се случува во семејството. Може би 5% генетски предиспозиции има, но се тоа само генетски предиспозиции. Ако се негува со таков и таков воспитен процес, тогаш ќе се развие тој правец. Па видете, јас сум произлезен од хетеросексуално семејство. Тоа не значи ништо. Значи имаме ние случаи, особено на домашно насилство, сега кон транс личност која е во строго патриархално семејство. Не. Значи, вие сакате дека јас сум одлучил да бидам. Несвесна одлука. Длабоко несвесна одлука. Одлучивте да сте хетеросексуалци. Не би може да објаснам, од кога знам за себе, мислам. Па сега јас не истото не би можел да објаснам од како знам за себе. Тоа е несвесна одлука. Не мислите дека е исто? Кога е несвесна одлука, тоа е вон нашето сознание и ние тоа не можеме да го знаеме. И сега кој е вашиот предлог, еве што да правиме со ништо. Така несвесност на сега во овој случај, воопшто не е ни битно како настанува. Важно е дека постои, важно е дека постоело од секогаш и што да и си живеело меѓу нас од секогаш и јас не сум чул некој да биде осуден за тоа. Вашата книга е на тема на психологија и ние често тука неколку пати го спомнавме зборот страф. Тој иде двонасочно и од страна на ЛГБТ заедницата кон другиот дел, условно кажа, на општеството и другиот дел општеството кон ЛГБТ заедницата. Зошто е тој страф, еве, ако самиот велите дека постои, од кога да постои? Зашто постои толку страф од овие две меѓусебни? Културолошкото милје. Нашето, македонското или општото, у свет, културолошкото милје, мислам сега ќе отидеме малце предалеку. Кога се појавува црквата и религијата, тие одигруваат многу важна улога да се забрани инцестот, ментално се забрани. Но идат до тамо да дури кај жената го забранили уживањето во сексот. Што ден денеска ја чувствувам проблеми со жени во Скопје. Меѓу другото, црквата, веројатно тогаш и тогаш, го забранила и тоа и тоа. И тоа како културолошко милје, како ментална забрана, живее во нас. И се пренесува од генерација на генерација, се вика трансгенерацијски трансфер. А во Македонија да го некако од искуство е вака чиста обзервација, како мислите еве ние као општество, зашто тој страф баш е конкретно кај нас? Дали можеме да го поедноставиме некако? Ја не знам кој чувствува страф. Па еве, Кочо кажува дека од ЛГБТ заедницата чувствуваат, ние сепак постои некаков вид на хомофобија, тоа е. Не, со ова парола дигање, јас сум хомосексуалец, веќе можеби малце подругачи луѓето гледаат. Ако си живееш нормално без да мафташ со парола, никој тоа не го забележува, не му дава значај на тој кој што сега со медиумов се дава значај. Чекај, извинете да ве пражам. Дали секојдневно на улица може да видиме маши, жена, дечко и девојка се држат за раце, се љубат, си шетаат? Дали е тоа дигање на парола, дали тоа е парадирање со сексуалност? Тоа е спонтано однесување, не знам како ти кажам. А ние не смееме спонтано да се однесуваме, треба. Не дигаме пароли, ние сме хетеросексуалци. Но како ќе реагира јавноста на хомосексуален пар кој што исто така ја споделува и ја манифестира својата љубов како хетеросексуален? Како на секој културолошки шок. И јас кој ќе отидам во друга култура, и јас сум шокиран. Првите неколку дена не знам за себе. Ако ќе слушнам дека во некои култури се уште постои обрежување на женски деца и дека тоа не е казниво за нанесување телесни повреди, па тоа не знам што е више. Не, добро, тоа е сосема поинаку, значи не, културолошки шок. Кај нив мајката го ја обрежува таткото ќерката. И никој не одговара за тоа. Сега ние зборуваме за тоа. Вие викате дека ние парадираме со нашата сексуалност, дека сме екзибиционисти. Јас ви кажувам дека вие хетеросексуалците не да парадирате, сега да излеземе јас и вие доле на улица, па сите што ќе поминат ќе бидат парови кои парадираат со сексуалност увелико. Се држат за раце, се љубат, се гушкаат. Тоа не е парадирање, тоа е момент на романтичност, на чувства, искажување на чувства. Меѓутоа ние не смееме тоа, а вие смеете тоа. Не смеете бе, Кочо, кој не смеете. А вие викате дека тоа е парадирање. Ама каква парола? Апропо во овој контекст, Кочо, пред малку имаше едно прашање,
ми избега некаде на тајмлајнот овдека на Твитер. Зошто имаше потреба од истакнување на билборди? Што сакаше ЛГБТ заедницата да постигне со Има една билбордите? премиса во борбата за остварување на еднаквост и остварување на човековите права на сите луѓе на земјината топка, има една премиса која вика: ако си видлив, постоиш. Ако постоиш, имаш права. Ако не си видлив, не постоиш. Ако не постоиш, немаш права. ЛГБТ заедницата е крајно невидлива во Македонија. свртување на вниманието За да може да ги побара своите права, она мора да покаже дека постои тука, дека е тука, дека има фелери во системот и дека мора да укаже на тие фелери за да се поправат, за да можат еднакво да го живеат својот живот. И да разјасниме, ЛГБТ заедницата во Македонија нема побарано легализација на истополови бракови, од она што јас сметам дека најмногу се плашат луѓето кога ќе се спомне права на хомосексуалната заедница и немаат барање за истополови бракови да посвојуваат деца, од кои што чинам дека се подига целата јавност. Значи, тој е спинот, тоа е хомофобичната кампања која, за жал, започна од државните институции, односно од министер кој е задолжен за спроведување на антидискриминационите политики, ничим изазван да зборува за геј бракови. Тоа не е во вашата агенда за Македонија. Значи, прво, тоа е легитимација на хомофобичен говор, охрабрување на хомофобите да искажуваат својата омраза, од представник на Министерство на државна институција, министер кој треба да биде министер на сите граѓани, заради тоа што кога он зборува како министер на сите граѓани, а не како партиски член. Значи, не е тој министер за да спроведува партиска програма, туку државна политика. Друго, тоа спинување е сосема погрешно, заради тоа што не само што не е на нашата агенда. Јас намерно кога почнав на почеток да зборувам, ако се сеќавате за правата, почнав од правото на живот. Значи, ние сме се уште во праисторијата. Ние сме во пештера се уште. Ние зборуваме за право на живот. Ние зборуваме за право на безбедност. Ние зборуваме за ненасилство. Значи, до тие генерации права ние да стигнеме, чекайте луѓе, ние прво да преживееме. Кој не преживеал да коча, не те разбирам. Стварно не можам да перцепирам. Молим те пред очи ми што е тоа што јас не гледам. Кај сте загрозени на кое поле? Вработување? Не сте загрозени. Вака, еве сега. Значи јас заради тоа што ги барам моите права, јас сум активист за човекови права на ЛГБТ луѓето, така? Јас заради тоа, значи еве сега прво, јас бев нападнат. Значи лично физички бев нападнат при одржување на протест, што е моje право. Тоа е право јас да имам да искажам протест за било која тема. Знаеш ли колку луѓе се напаѓаат? Вие вашата партнерка, пошто сте хетеросексуалец, нели? Доколку не е вработена, може да го користи вашето здравствено осигурување. Може да ја наследи вашата пензија. С краја да е, доколку сте на интензивна нега, може како член на фамилија да ве посети и да ви помогне во тој момент. Мојот партнер не може тоа. Ниту може моето здравствено да го користи, ниту може мојата пензија да ја наследи, ниту с краја да е нешто да ми се случи, затоа што не е член, значи ова јас го кажувам од случај ние што сме го имале, не може да дојде на интензивна нега и да ме посети заради тоа што таму ги пуштаат само членовите на семејствата. Ова е различно постапување на државата спрема вас и спрема мене, само заради нашата сексуална ориентација. Сега се разбира нас. Ова многу убаво го сватив дека го немате. Благодарам. Ама не мислам дека е некој голем хендикеп, мислам толку неправди има на овој свет, ова не е ништо. Македонија Па откажете се, видете, јас и вие плаќаме исто здравствено осигурување. Да. Ние плаќаме исто пензиско осигурување. Ние не ги добиваме истите сервиси од државата на која и плаќаме иста сума на пари. Не разбирате? Да ти доја некој посета, значи, ама сервисот си го добиваш, Не го добивам. Да. Значи, не може да ја наследи мојата пензија. Не може да го користи моето здравствено осигурување. Не може да ме А зашто сте вие партнери ако не можете кога во најлошите моменти на интензивна нега е некој? Значи, ова е реален случај со две лесбики, јас кој го зборувам со интензивна нега. Ако вие тогаш на вашиот партнер не можете да му се најдете, зашто сте вие партнери? Значи, добро. For the good times and laughing? Овдека сте дискриминирани, признавам. Да.
Во ред Македонија е Благодарам. кандидат земја за Европска унија, каде што овие права се на повисоко ниво од кај нас. Кажете ми што мислите како ние треба да се поставиме тука, нели, пошто бидејќи сакаме да бидеме членки таму, во однос на примената на тие или борбата? Шо ќе кажа, тоа ќе направиме, мрдање нема. Бенчмарк само ќе ни речат, а оние бенчмаркови што не се јавни и тие ќе исполнија. Тука јас Значи под притисок можеме да се адаптираме, така? Значи ако ни рече Европска унија дека се во ред, значи во како секој- бенчмарк во- прифаќање на хомосексуалните бракови, тогаш тоа ќе биде во ред и во нашето општество. Па нема избор. Ако сакаме во Европа, ќе се придржуваме по тие правила. Како заедницата налага, така и ние ќе се однесуваме. Тоа е Колку билборди во ЕУ. Оно што мислам дека ние погрешно правиме е што тоа целата таа реформа и тоа прилагодување го правиме заради ЕУ, а не заради нашите граѓани. Ако не сваќаме дека тоа треба да го олесни, да го подобри животот на нашите граѓани, тогаш џабе го правиме, нема да се имплементира. А друго, ние можеме во секој момент да кажеме дека ние не сакаме во ЕУ, не ни одговараат тие вредности и да се свртиме на друга страна. Тоа е наше право и ние како држава можеме да го кажеме. Меѓутоа ние друго правиме. Ние викаме дека сакаме во ЕУ, ама не сакаме да станеме ЕУ. Малку е шизофрена ситуацијата. Добро, Владко Кочо, ви благодарам за гостувањето во овој прв дел на Зебра на оваа тема. Се разбира, ние продолжуваме темата и во петок. Ги поканувам нашите гледачи да се вклучат во дискусијата, да бидат активни, да го кажат своето мислење на нашите Twitter, Facebook профили или на нашиот YouTube канал. Јас сакам да ви се заблагодарам само што ја отворивте темата и што возможивте да ги кажеме нашите аргументи. Ние сме отворени за сите актуелни теми. Благодарам за Ја и гостувањето. благодарам исто.